Според нашиот план, минималната плата ќе изнесува 12.000 денари и ќе важи за сите, но сме целосно отворени, сакаме да ги слушнеме синдикатите, не само за висината, туку и за другите отворени прашања кои што се поврзани со минималната плата, како на пример вреднување на учинокот и се друго нешто мисля дека е важно. Најавуваме дека вакви консултации во среда ќе направиме и со организациите на работодавачи и со стопанските комори. И нашиот план е потоа решението да биде поминато низ и тамо дебатирано низ економско-социјалниот совет. Мислиме дека закони во Македонија и посебно нешто што е најбитно за мнозинството на работници треба да се дебатира низ со ваков отворен пристап. И ја би сакал во оваа прилика да искористам да кажам дека тимот на Министерството за финансии од денес практично е засилен и со заменик министерката за финансии, тоа е господјата Шириете Елези. Мене ми е задоволство и посакувам добре дојде. Сега исто така изјава ќе даде и министерката за труд и социјална политика. Денеска со овој настан Министерството за финансии и Министерството за труд и социјална политика го отварат процесот на разговор, дебата, диалог по однос на унапредување на изголемување на минималната плата во Македонија, она кое што заедно со министерот за финансии го ветувавме на граѓаните во предизборниот период, денеска и конечно почнуваме да го остваруваме. Сметам дека широки консултации се многу важни и дека само така може да донесеме квалитетни одлуки за тоа како конечно ќе се позиционираме во делот на минимална плата. Важно е дека ќе се трудиме да во сите гранки имаме еднаква минимална плата и се надеваме дека тоа во скоро ќе стане реалност, поради тоа што инаку претходно имавме дискриминирачки одредби за оние гранки кои што ни се и најранливи. Јас како министер за труд и социјална политика секогаш ќе бидам во позиција да ги бранам работничките права и работниците кои што се најмногу загрозени. Економско-социјалниот совет исто така ќе има дебата по однос на ова прашање и очекувам дека скоро ќе излеземе со предлог законско решение што ќе биде квалитетно и кое што ќе биде усогласено со сите чинители како што треба. Очекувате ли другите категории, односно синдикатите, работодавачите да поддржат ова ваша иницијатива со оглед на тоа дека можеби синдикатите да ја поддржуваат, но работодавачите кога треба да го обврзат КСПС? Да, денеска сме на консултации со синдикатите. Наредната недела ќе се консултираме со работодавачите и стопанските комори и на економско-социјален совет ќе презентираме што сме усогласиле. Јас сметам дека министерот за финансии и јас сме отворени за дебата и дискусија и тука сме да ги слушнеме сите и да го донесеме конечното решение заедно. Јас би кажал дека нашите досегашни разговори со различни прашувате за работодавачи, мислам дека имаме поддршка за зголемување на минималната плата и мислим и многу од нив се сложуваат дека во Македонија е потребно платите да растат, посебно на работниците кои што работат можеби најтешки работи во најтешки услови и за вас е исто така важно да знаете дека ние тоа што го договараме веќе и планираме да биде внесено во ребалансот на буџетот. Значи да имаме и буџетска поддршка. Може уште да кажам, помина само 3 недели од ова ветување, граѓаните се нестрпливи, но загрижува фактот што кажате дека пари во буџетот има многу малку. Ситуацијата е таква каква што е. Може ли е реално и остварливо да се постигне ова 12.000 денари до јуни? Значи, ја и вчера дадов изјава и мислам дека околу минималната плата не треба да има дилема. Вчера реков дека идејата е да скратиме од комодитетот на власта за една важна мерка која ќе направи поместување на платите на сериозен број на работници во Македонија и за тоа ќе има пари во ребалансот сигурно. Колку треба владата да додаде некои средства посебно за текстил, кожа и те, дали ќе бидат обезбедени? Да, потврдувам дека ќе бидат обезбедени. А што со мерката прогресивно даначно одраčување и се уште работа Министерството на тоа? Ние работиме на целокупниот систем на одоначување, посебно тоа што се заложбите на реформската влада. Сега исто така ќе видите дека ние ќе бидеме целосно отворени и кога ќе дојде време ќе организираме широки консултации со експертска јавност за да ги утврдиме промените.
Но треба да знаете дека тоа веќе многу пати го кажував, ако ме прашувате за даноците, значи главната идеја е да бидеме умерени и паралелно да ги правиме со подобрување на ефикасноста на институции. Сега јас најавувам дека многу брзо, значи веќе од почетокот на јули, Министерството за финансии ќе започне со објавување на транспарентни, многу подетални извештаи кои ќе значат сериозно воведување на транспарентност во јавните финансии, односно во трошењето на парите на граѓаните. Зголемувањето на минималната плата носи и ризици и работодавачите да ги злоупотребуваат вработените, како што често и поминатото се случуваше кога беше помала ева платата и сега, односно да им пуштаат пари, но подоцна да им ги земаат. Има ли механизми како да се спречува ова? Веќе ќе можно е да предизвика уште повеќе такви действија. Ова е или добро. отпуштање од работа, да. Значи ова е добро прашање. Ние веќе сериозно размислуваме, имаме решенија. Најголем дел од овие консултации се посебно денес со синдикатите насочени кон тоа. Значи точно да ги утврдиме односно да ги провериме нашите решенија кои се да се спречат злоупотреби. Од прилика да ни кажете барем нешто кое што би можело да биде како решение. Во законското решение ќе биде предвидено, се ќе го дискутираме и тоа јавно отворено. Сметате ли дека тие сектори, најранливи сектори, се доволно профитабилни во моментот за да може да ги качат плата? Значи, кога сме разговарале со работодавачите, тие генерално ни велеле, ако нема политички притисоци, ако нема казни, апсолутно има простор за зголемување на платата. Ние рековме дека ќе го ослободиме деловниот амбиент, мислам тоа се чувствува. Од првите денови гледавме да има неселективен враќање на повратот на ДДВ, значи да нема никакви притисоци, секако тоа ќе обезбеди простор за зголемување на платите. Министре, само кога сме кај даноците, дали планирате да го вратите правот на даночни обврзници кои направи сериозно мал хаос кај оние кои работат на проекти, па сега бараат да се вратат дел од парите да им се сплатат годинава, дел од парите наредната година, за да не станат ДДВ обврзници? Значи сигурно дека на краток рок нема да има никакви промени, бидејќи кај даноците е најпогрешно да имате брзи промени на краток рок. Сите наши промени ќе бидат отворени, ќе бидат презентирани на вебсајтот на Министерството за финансии, ќе бидат дебатирани и на време јавноста ќе биде информирана. Можно да се разбираме. И таа, затоа што падна прагот, дел од луѓето кои заработуваат над 1 милион стана. Тоа е голема тема. Значи сега не би значи за тоа ќе ни треба сигурно и да кажеме плусеви и минуси.